Добар ден, драги ученици, и добре дојдовте на онлайн часот за модалниот глагол dürfen. Ајде да започнеме. Најпрво ќе се потсетиме што се тоа модални глаголи. Модалните глаголи се посебни глаголи во германскиот јазик кои што најчесто се употребуваат заедно со уште еден глагол во реченицата. Друга нивна особеност е начинот на кој што тие се менуваат по лице, што е малку поразличен од оној кај другите глаголи. Кога модалните глаголи се употребуваат заедно со друг глагол во реченицата, тогаш тие стојат или на второ или на прво место во реченицата во зависност од незиниот вид, односно дали е тоа исказна реченица или пак е прашална реченица со прашален збор, односно V-фраге, или пак е прашална реченица без прашален збор, односно ja, nein фраге, и се променети според лицето. А другиот глагол пак е секогаш на последно место и е во инфинитив, односно останува непроменет. Ајде да погледнеме примери за она што пред малку го кажавме. Како модален глагол во речениците е употребен модалниот глагол möchten, бидејќи тој е засега познат глагол и значи сака, а другиот глагол е глаголот essen, кој што значи јаде. Првата реченица е исказна реченица. Ich möchte Pizza essen. Во оваа реченица, модалниот глагол стои на второ место и е променет по лице, а другиот глагол стои на последно место и е непроменет. Втората реченица е прашална реченица со прашален збор. Was möchtest du essen? Во оваа реченица, модалниот глагол повторно е на второ место и е променет по лице, а другиот глагол е на последно место и е непроменет. Третата реченица е прашална реченица без прашален збор. Möchtest du Pizza essen? Во оваа реченица, модалниот глагол пак стои на прво место и е променет по лице, а другиот глагол стои на последно место и е непроменет. Со овие примери го потврдивме правилото за местото на модалниот глагол во реченицата кога тој се употребува заедно со друг глагол. А сега продолжуваме со модалниот глагол dürfen. Модалниот глагол dürfen се употребува за да побараме дозвола, да дозволиме или пак да забраниме нешто. Например, Мама, darf ich heute ins Kino gehen? Со оваа реченица ние всушност бараме дозвола, а со реченицата пак Ja, du darfst heute ins Kino gehen. Ние дозволуваме. А пак со реченицата Nein, du darfst heute nicht ins Kino gehen. Со оваа реченица забрануваме. Дозвола најчесто бараме од луѓе кои имаат авторитет врз нас, како што се тоа нашите родители, наставници, директорот во училиштето и така натаму. Во овој дел, односно промена на модалниот глагол dürfen по лице, имам една задача за вас. Сега, вие ќе го паузирате видеото во овој дел и ќе ги прочитате речениците. Во овие реченици, глаголот dürfen е променет по секое лице. Вие треба да го пронајдете, да го извлечете и да го запишете во вашите тетрадки. Кога ќе завршите, односно кога ќе го промените глаголот во секое лице, тогаш може да продолжите понатаму. Глаголот dürfen се променува по лице на следниот начин. Во еднина. Ich darf, du darfst, er, sie, es darf и во множина. Wir dürfen, ihr dürft, sie dürfen и учтивото sie dürfen. Како што можеме да забележиме, во еднина буквата у умлаут, односно гласот у умлаут се заменува со буквата а, односно гласот а. И исто така прво и трето лице еднина имаат иста форма. А во множина нема промена на самогласката, но повторно прво и трето лице еднина имаат иста форма. Овие карактеристики на модалниот глагол dürfen, односно промената на самогласката во еднина, и тоа што прво и трето лице еднина имаат иста форма и прво и трето лице множина имаат иста форма, се всушност општи карактеристики на сите модални глаголи. И сега за крај, правилото за местото на модалните глаголи во реченицата, кога тие се употребуваат заедно со друг глагол, ќе го видиме и преку реченици каде што е употребен модалниот глагол dürfen. Па така, првата реченица Ich darf kein Eis essen е исказна реченица, каде што глаголот dürfen стои на второ место и е променет по лице,
а другиот глагол стои на последно место и е непроменет. Втората реченица Was darfst du machen е прашална реченица со прашален збор, каде што модалниот глагол повторно стои на второ место и е променет по лице, а другиот глагол стои на последно место и е непроменет. И третата реченица Dürfen wir jetzt Fußball spielen е прашална реченица без прашален збор, каде што модалниот глагол стои на прво место, променет по лице, а другиот глагол стои на последно место и е непроменет. Ова е лекцијата за модалниот глагол dürfen. Се надевам дека ви се допадна. До гледање!